Здраво Македонија, нешто по 18 часот, како што веќе добро знаете, време резервирано за квизот на знаење и надмудрување на телевизија Сител, листа за 300. Сите сме подготвени во нашето студио, што значи можеме слободно да си започнеме. А прво ќе започнеме со запознавање на денешните надпреварувачи. Прво, ќе ги повикам оние кои што ќе седнат во домакинската кабина, а тоа се Јонче и Бошко. Повелете. Добро вечер, господа. Здраво, здраво. Како сте? Добро. Расположени за игра? Да. Минатиот пат и се загреавме, малце можеби не излезе целата работа онака како што се надевавме, ама целиот склоп на ситуација на крај добро излеземе, повторно се гледаме. Па да, ја искрено и кога така се опушташ. Глеј, знам дека вие имате надпреварувачки дух сите што доаѓате тука и не ќе да дадете пари. Јас се викам по себе тука, го викам ја да знаев дека нови ме последна. Сега ова ќе се прележев тука, па ќе видам, ќе се чувам за следа, ама знам дека не е така. Сите кои ќе се најдеме во ситуација после сакаме да победиш. Да покажеш и најдобро што знаеш и умееш, па и победа да се извлечеш. Што има победа и пораз. Така е, па да сме живи и здрави, така е. Па преку поразите случат најубавите лекции по животот после тоа. Ако сме подготвени, сакате да додадете нешто, да поздравите некој или? Тоа е тоа. Во ред, домакини, повелете во домакинската кабина. А секако, тука во нашето студио се и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувач имаме двајца млади момци со имиња Марко и Драган. Повелете. Драган, здраво. Здраво. Марко, здраво. Како сте? Одлично. За прв пат во листа за 300? За прв пат. За прв пат. Некој друго искуство да немате со квизови? Квизови не. Не. Но пред камера имаме искуство, така да опуштени сме и мислам дека супер се гледа тоа. Трема нешто таква работа? Ништо. Ај на кратко да ве запознаеме, Драган. Кој си, што си, од каде доаѓаш? Јас сум Драган Спасовски, доаѓам од Скопје, поточно живеам во Сопиште, имам 21 година и тука сме нормално за да пробаме да освоиме 300 евра, да сме друга, така да. Мило ми е. Одамна следите листа за 300? Да. Браво. Супер, зашто дури сега ви текна да се пријавите се. Така, нема потреба да се објаснуваме. Така, Марко. Јас сум Марко од Скопје, од Кисела Вода, 20 години. Студирате нешто, учите, работите? Работите? Одлично. Супер, браво, значи вредни момци. Да. Мило ми е што најдовте време да дојдете тука и да се дружиме. Во продолжение можам само среќа да ви посакам, да не сакате да поздравите некого. Сакам да го поздравам мојот другар Кнес, денеска мој роден ден, така да среќен роден ден. Среќен роден ден. Го гледаш ова, така да. Супер. Да е жив и здрав, сите желби да му се остварат. Жив и здрав најбитно, нели? Жив и здрав најбитно. И моите родители нормално, мислам. Така е, голем поздрав до родителите. Ако е тоа, да не ве деконцентрирам, за прв пат ќе седнете во нашите надпреварувачки кабини, опуштете се полабаво е него тука. Со среќа уште еднаш, почувате како предизвикувачи да видиме до каде ќе стигнете. Сега, еве вашата кабина, повелете. Јонче и Бошко, односно Марко и Драган се во нивните надпреварувачки кабини. Сега заедно да провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме домакинската кабина. Марко и Драган, дали се слушаме? Се слушаме, да. Во продолжение, ако имаме било каков технички проблем, веднаш да ми сугерирате за да го отстраниме. И ако нешто не ме разберете, ви кажав и претходно, ве молам да ме прашате. Немојте да претпоставувате, меѓусебно да се договарате. Прашајте ме веднаш колку глупаво и да звучи сето тоа. Со среќа уште еднаш во продолжение, сега ќе исклучиме вашата кабина. Јонче и Бошко, дали се слушаме? Да. Не се ни сомневав. Домакини, може да започнеме. Може. Ете, драги гледачи, кабините работат, функционираат онака како што треба. Домакините дадоа зелено светло за старт, па да започнеме. А како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи. Машки или женски имиња на буквата Д.
Бараме имиња кои почнуваат со буквата Д како Дебар, без обзир дали се машки или женски. Важно е да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, а може да бидат македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Да. Супер. Марко и Драган, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи во таа улога се Марко и Драган. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Марко и Драган, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Па 15 ќе почне. 15. Започнуваме со 15. 17. 17. 20. 20. 27. 21. Идеме нагоре. 22. 22. Ќе ни дадат да одговараме се. 23. 23. 24. 24. 25. 25. Само имиња на Да, но и машки и женски, не само женски, не само машки, и машки и женски на буквата Д. 26. 26. Да ви напоменам и на вас, тоа е на ништо им кажав. Нема врска оние колку И машки и женски. Да, ама нема нема врска колку букви, да. Да, 26, чекај, поразмислимо. 27. 27. Нека одговарат. И тоа и на вас, да ви кажам, ништо им кажав, значи немаме ограничување со букви, нема 3, 4, 5, 6 дека и за тоа знае многу ограничувања да им направи на луѓе. Видете, преиспитете се што како сега да не. Се ова ме предомисли. Да. Ја види. Како сагате така не се сегири. Нека кажуваат. Да одговарат? Да. Ајде да видиме. Марко и Драган се решија да видат како ќе изиграат Јонче и Бошко, па да знаат како да се постават во продолжение. Им дадоа шанса на поискусните да одговараат. Значи, бараме машки и женски имиња на буквата Д. Како што рековме, не е важно дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго, но она што е важно е и за да бидат признати треба да ги има во Државниот завод за статистика, а да ги има таму треба најмалку 5 наши сограѓани да го имаат истото или сограѓанки истото име. Јонче и Бошко, кога ќе бидете подготвени? Започнете. Драган. Драган. Ти текна на твојот отпустав? Драгана. Драгана. Така е. Го поздравам другарот Данчо. Данчо. Да. Поздрав до Данчо и од мене. Точен одговор? Драгица. Драгица. Така е. Диме. Диме. Точен одговор? Димитар. Димитар. Ај, ја сум го проверил, ама чекај. Така е. И Дане. Даме. 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 Како кумот мој Даме, точен одговор? Дане. Дане. Иако што памтам на некои емисии кумот тој Дамјан се викаш. Точно така. Поздрав до него. Дамјан се вика, Даме скратено на галено го викаме. Да. Точен е овој одговор. Даница. Даница. Така е. Даниел. Даниел. Точен одговор. Даниела. Даниела. Така е. Даниела е точен одговор.
Чекај, како е пишена, со Ј или без Ј? Без Ј. Со Ј сега. Соја Даниела. Да. Зашо брзаш? И па ако да имаш, бе, ајде. Ајде. Ги има доста Даниели, повеќе од 500, точен одговор. Доне. 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 Со Н. Така е. Дончо. Дончо. Така е. Далибор. Далибор. Така е. Далиборка. Далиборка. Така е. Дарко. Дарко. Точен одговор. Дарио. 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 Точен одговор. Дејана. Дејана. Со Ј. Да, Дејана. со Ј. Така е. Дијана. Дијана. Така е. Дајана. Дајана. И Дона. Дајана. Дона. Дона. Така е. Доста. 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 И доста е точен уште 3. Донка. Донка. Така е. Дарија. Дарија. Ја. И внуката. Добро, да, без и Дарја. Дарја. Да, без и. Без дито. Дарја. Дарија е последен одговор. Јас се занесов малце. Доколку е точен, првиот поен одика Јонче и Бошко, доколку не, секако кај нивните противници. Но, по моје искуство, Дарија е точен одговор. Што значи првиот поен одика Јонче и Бошко без некои поголеми проблеми. Браво за вас двајцата, но знаете, не смееме да се опуштиме премногу, имаме уште една лицитација за играње. Марко и Драган, добри бевте, пак ќе кажам, само уште малце похрабро кој станува збор, барем за вакви теми каде што имаме и многу одговори. Не знам дали воопшто ќе можевме да ги фатиме на кондиција, дека очигледно им легна темичкава малце на вашите противници, буквално ја истрча, но во секој случај браво, ништо не готово, имаме уште една лицитација, сконцентрирани, ќе бркаме таа па прекупен, али целосен пресврт. А пред да соопштам темата за втората лицитација, на брзина да ги кажам дел од овие машки или женски имиња на буквата Д. Имаме Дафина, Дамјанка, Дана, Даница, потоа Десанка, Деспина, Дина, Добрила, Дора, Доротеја, Драгослава, Дубравка, Дуња, Душица, Душанка, па машки имиња имаме Давид, Дамир, Данаил, Даниел, Даријан, потоа Дарио кажавме, Денко, Деспот, Добре, Добривој, Дритон, Дуле, Душан, Душко и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација. Ова лицитација ќе отлучи дали Јонче и Бошко веднаш ќе застанат тука со мене на главната сцена или пак Марко и Драган ќе си ја бараат среќата преку целосен пресврт со пенали. Затоа да не должам повеќе. Темата за денешната втора лицитација гласи: животни чие име почнува со буквите С или Т. Бараме општо прифатени имиња на животни чие име во наша транскрипција започнува со буквите С или Т. Археизми и локални називи не се признаваат. Исто така, имињата на животните треба да бидат од само еден збор. Се прифаќаат сите видови животни, цицачи, птици, влекачи, инсекти, риби и друго. Одма веднаш на самиот старт ќе ви кажам дека доколку знаете раси на кучиња, раси на мачки кои што започнуваат на овие две букви, можете слободно да ги играте. Раси на мајмуни, на све што е, ако ги знаете поединечни, нели да ги наброите, слободно можете да ги играте. Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? С и Т. Добро. Марко и Драган, дали не е јасна темата? Да. Супер.
Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Марко и Драган. Ке ве замолам повторно да исклучиме кабината на Јонче и Бошко. А Марко и Драган, кога ќе имате понуда, кажете ни. 15. Започнуваме со 15. 16. 16. Само секунда да ве прашам на кои букви рековте? С и Т. С и Т да почнуваат. Да, треба да започнат, не е важно колку букви се С или Т. Добро, Да. колку на дата? Сега сме на 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. Дим дадено како мислиш? Колку сме сега? 22. Ајде, па вие што се кирате толку. 23. Кажу, мачете ги малцекон. Ајде, 23. 23. Колку беше? 23. Дали, пример, може животни, ако го кажеш у машки род и во среден, младунче од тоа се вика другачие? За младунче може обично во еден род ги кажуваме Аха. имиња. Ако е поинакво името... пример, ако е овца, да може дали се каже јагне, после ако е ваквото. Да, така може. Да. Да. Може дека се различни имиња, ама се Различни, како да те... Различни, готово. Да. А нека дојдо да видам што ви кажат. Ајде Да нека игра. одговарат. Да. На толку мислење им дадовте да одговарат. Па да, нека одговарат, ајде. Нема геле. Марко и Драган, сконцентрирано во продолжение ќе треба да одговараме. Имаме 23 празни полиња тука, што значи ни треба 23 имиња на животни кои почнуваат на буквите С или пак Т. Внимателно, не се брзајте. Како што рековме, сите видови на животни се во игра, од цицачи, влекачи, птици, инсекти, риби и така натаму. Кога ќе се осетите подготвени за старт, слободно започнете. Срна. Срна. Пред некој време излезе многу убава снимка како трчат црни елени по галичица Да. во Македонија. Супер, по снег. Одлично, точен одговор. Скакулец. Скакулец. Така ме викаат мене од време на абе скакулец е. Така е точен одговор. Свиња. Свиња. И така ме викаат, иако не личам, ама очигледно тој е карактерна особина. Да. Така е точен одговор. Да се тераме на С, па после да преминеме на Т. Сокол. Сокол. Ме вика и така му контраконотација. Можете да замислите зашто. Да. Све што може. Повелете. Тигар. Тигар. Така е. Тарантула. Тарантула. Точно.
Мислете, Марко и Драган, уште еднаш ќе ви кажам, сите животни се во игра, како и цицачи, влекачи, риби, инсекти. Размислете, има доста. Не знам, на 6 се закочив. Се закочите, ама не, добро, затоа ви викам. Лабаво, имате време се уште, но направете се некоја шема во главата дека вие тазе прв пат вие дали прво ќе размислувате на животни кои што се на 4 нозе цицачи, па потоа на животни на 2 нозе па риби, направете се некоја како да ви кажам шемичка во главата за полесно да ви биде, да не талкате наваму натаму. Блокирање. Блокирање. Знам, разбирам. Сум бил ја во таква ситуација, дека. Ајде имате уште време да размислите. Мислете си, до сега ги имаме срна, скакулец, свиња, сокол, тигар и тарантула. Не им кажувате вие тама? Ако треба, може да помогнеме. Кој ќе броиш, едно ќе ги кажеме. Да, добро. Од нас. Од нас, ај, кој ќе броиш? Сом. Мислете, ајде. Мисли. Сом. Сом. Така бе, брат. Да дига мислете малце, има доста. Сом е точен одговор. Сега вака најзедно кога ќе се блокира мозокот и после кога ќе ги слушаш одговорите си кажеш Како не го реков ова, тоа, она. Да, ама и ве разбирам. Ја знам ситуацијата во која што сте. На сите ни се случува. Ајде частете ги еден поет. Слон. Да. Ајде би. Мислете, бре. Да. Ете го слон. Ајде размислувајте. Ставрец. Ставрец. Така е. Стоногалка. Стоногалка. Точно. Само се еден збор треба, така? Да. Само се еден збор. Морам да почнам да бројам, Марче и Драган. Твор. 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 Точно така. Си добивте на време, но ја пак ќе морам за некои 10 секунди да почнам да бројам. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1, леле, многу ми криво, зашто секој ќе почнам да ви ги читам примите, Страшно, ќе ми текна дама. Па ќе кажам, не можам ниту вас да ви замерам, знам како е човек кога ќе му се блокира мозокот, не еднаш ми се случило во животот, 100 пати.
Но за среќа не во ваква ситуација, па сум имал некој да ме подбутне, нели, да почнеш пак да функционираш. Но за жал тука. Така не. Ми се допаѓа многу енергијата со која што настапивте од сам старт без разлика. Честитки до Јонче и Бошко, добро одиграно. Искористивте оваа шанса и ја приграбивте, ќе се дружиме повторно тука на главната сцена. Марко и Драган, се надевам дека ова само позитивно искуство ќе биде, така што рековте на смеење, на шала ќе свртиме целата работа и дека повторно ќе дојдете за да си го покажете вистинското нели знаење, вистинското ваше светло лице. Животни чие име почува со буквите С или Т. Имаме сабјарка, саламандер, тој е водоземец, потоа самојат раса на куче, светулка, свиња, кажавме пода секретар, тој е птица. Сипа, скакулец, скорпија, славеј, слон, соп, сокол, сом, срна, стаорец, потоа страчка или свраќка, стршлен, сардина, скуша, сунгерот, оној, како така морскиот сунгер, потоа на Г ги имаме токо, тој е гуштер, потоа тајпан, змија, тамарин, мајмун, танк, риба, тарантула, твор, теле, териер, термит, тетра, тоа станува збор за риба, топи, вид на антилопа, трут, тукан, туна и така натаму. Сега, може би не беа сите поими што ги знаеме, ама мислам дека барем уште 7-8 сигурно може да кажат нашите надпреварувачи, но и сите знаеме дека кога ќе ни се блокира мозокот, едноставно се е багатела. Супер надпреварувачи, многу ми се допадна, уште еднаш ќе кажам енергијата со која настапија во целата оваа ситуација Марко и Драган. Ведри, расположени и такви, нека останат искрено. Од се срце посакувам уште еднаш да се пријават во квизот листа за 300 за да го видиме нивното вистинско светло. А сега, време е да ги повикам Јонче и Бошко, да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат, дали ќе си заминат од нашето студио со парична награда или пак не. А ако сакате и вие да дознаете, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Јонче и Бошко ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги сочиме со темата која што веќе ми се смешка тука од моето таблече. Но прво, да ве прашам, како сте ми господа? Дали си како што треба? Денеска не си измачивме премногу. Првата во една ситуација ве слушнав сега кога се поздравувавте со вашите противници, рековте дека можете и преку 60 имиња да наброите. Убаво слушнав. Зависно. Да. Браво за вас двајцата, искрено. И онаа бројка кој што набројме колку беа, околу 30 имиња, така? 31-2. 31-2, лесно ги поминавме. Ме интересира за животните, дали вие можеби мислите дека 23 ќе успееве да ги... На граница, тука на граница беше. Дали ќе кажевме, дали не, прашање како ќе ни текнеше, сега ќе видиме. Да, изгледа лесно. како да има многу, кога ќе ги кажеш. А тие букви баш нема многу. Да, баш нема многу. Имат понепознати така нешто. Да, ја пак ќе кажам, можеби. Има на С и 2000 животни, ама Не сме не ги ги слушнали, знаеме, ние можеби имаме латински имиња, ако знаеш, нели ќе можеш нешто, ама... Ако ти со зоолошка градина, еден куп инсекти ваков. Да, ваков, таков. Ваков, и таму си имат имиња, ама тоа... Тоа е што е супер бевте, одлично одиграно, со добра стратегија, знаевте кога да се повлечете, кога да ги пуштите они да одговараат, да го искористите нивното неискуство и на крај, еве сме тука на главната сцена. При да ви ја кажам темичката на брзинка, само да се подсетиме како стојат нели работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да се заминеме со максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Јонче и Бошко, до сега сте ми зимале пари, па ви посакувам и денес истото да го направите. Што си имале? И сме губеле. И сте губеле, па добро, нормално. Како што си кажавте во една ситуација, нема победа без пораз. Така е. Знам, како и да е, некојаш ќе те стигне. Слушајте, убаво, имаме многу интересна тема, спортска тема, поврзана со спорт, односно со оној кој што нас најдобро ни иде, ракометот. Слушајте, добри вие, драги гледачи, денес како тестираме нашето знаење на тема. Репрезентации кои играле во финале на светско ракометно првенство. Бараме имиња на ракометни репрезентации кои играле во финале на светско првенство од 1954 година до последното 2025. Ги признаваме и оние држави кои денес не постојат, но со името под кое тогаш
тогаш играле во некој финале, се извинам. Добро. Ги признаваме фактички оние бивши држави републики. Машки или женски ракомет, за кој се работите? Машки. Машки, добро. Машки. Чекај сега, може? Данска, Норвешка, финале. Норвешка не. Не ми игра финале? Играше Норвешка, ми се согласен со тие. Па сега ми ги последните не играш. Ајде. Шпанија, Франција и Германија. Ајде. Да, не мора да се победници, може и финалисти да се. Финалисти, Тоа, да. што играле. И финалисти, да, репрезентации кои играле во финале. Може и финалисти да се. Ке видиме. Ајде. Добро? Ајде идеме со Шпанија. Шпанија. Шпанија репрезентацијата која што има две титули, две светски титули во ракомет и е прв точен одговор за вас. Франција. Франција. Франција 6 титули На светско беше? на не? светско. Да, не беше на светско. Франција 6 титули, точен одговор. Германија. Германија. СССР. Сигурен си? Да, на времето. Данска, има игра на финале. СССР, Данска и Хрватска. Играше хранска финале. Како нема? Германија, исто така точен одговор, се наоѓа помеѓу оние најдобрите на 8-то место. Шведска. Чекај, Данска, Шведска. Там кои имате освоено титула, сакам да кажам. Данска, Шведска и Хрватска. И Хрватска. Или СССР, и СССР на времето. Ајде, СССР. Советски сојуз, СССР. Така, Советски сојуз или СССР исто има титула на светско првенство, ракометно првенство и е точен одговор. Данска? Леле, абе ја заборив за 50 евра да ви честитам со Одеме, фала. На 100, на 100. Ајде, на 100 ќе ви честитам, браво. Ајде. Па вие ни да се пофалите. Кој рековме сега? Данска. Данска. Данска е шампион на последните 4 светски последователно и не ги сакаме. И ја не ги сакам. Ама ги победивме ние. Па да, Ги победивме еднаш. Шведска. Шведска со 4 титули, точен 6 одговор и 100 евра се ваши. Што правиме за понатаму? Ке размислиме, чекај. Не знам Југославија дали има. Има со- Беше Вујовиќ. со компанија со Вујовиќ беше тие со игра. Југославија, тогаш она имаш освоено. Хрватска сигурно. Сега у задњо време. Да. Ја мислам, На времето и Роман имаше многу јак ракомет. Ама не знам дали Има играно сигурно. Норвешка финале мислам дека има игра. Норвешка мислам со сега, со согласен со тие, имаше у последне Исланд нема. Ама да не се збунам со европско. Исланд нема. Нема Исланд. Поljacите има нешто играно? Да, не знам. Чехословачка на времето имаше Овие сигурно. три што ги спомнавме. Хрватска сигурно има И игра. Југославија. Југославија И кој да и романци има играно, чехословаци имаат играно. Норвешка. Маđари не знам дали имаат играно. Не знам, Норвешка. Ајде, добри сте. Чекај се моц. Хрватци играме. Едни. Југославија има, поранешна Југославија со Вујовиќ, Да, со и Романија да ставиме. и романци на времето имаат добар ракомет. Или норвежани. Норвешка сигурно играше. Не сум сигурен. Финале? Не сум сигурен. И Чехословачка не знам, Чехословачка, Романија и кој може други да. Значи има гледа 15, значи сигурно има 15. Да. Може. Чекай се Германија. Ова е Германија сегашна. А она предходната Германија Можете ако имаат освоено, Западна Како да Германија. играно? можете да ги играте ако имаат освоено. Играно да. мислам. Ако има играно, ако имате играно финале, извинете, да. Тоа беше дали и Русија има. Русија на почетокот игра 94-та пред тие кој се распадна у финале има. Ај. Хрватска. Хрватска. Чекай, за Русија кажам. Она што е интересно за Хрватска е дека има само една титула, а има играно 5 финалења. Жал ми е за нив, мислам супер, нели, за една титула што имаат, но можеле повеќе. Штета. Поранеш Југославија. Поранешна Југославија, добро Југославија. Романија има играно, слушам. Кој се игра Романија? Па Романија играе. Југославија, 8 точен одговор. Романија. И Романија, репрезентацијата која што има освоено 2 светски титули, е и 9 точен за вас двајцата и 150 евра се за вас. Замислимо се. Чекај, значи, че има 15, може има 16. А тие се најчесто европските. Значи тие Јужна Кореја, Кина, тие нема никој таму, Таму сигурно нема. Афричкиве нема никој, азискиве нема, значи тие се европските земји. Кој може да е? Русија на почеток 94-та. Предното е. Шведска кажаха? Да, да. Ако речеш Норвешка, Исланд сигурно нема. Нема Исланд, не. Исланд, Куба едно време беше јака, ама Не, тие беа на тамо. Олимпијада, не. Маđари не знам дали има. Маđари во сека се добри со ракомет. Пољаците, Не знам. значи тие се 4. Западна Германија 5. Кој може друг да биде?
Значи Русија. Некој да кажеме од 30. Чекај, Русија, Западна Германија, Чехословачка. Тие се 6 бе. Тоа точно влегува. Точно влегува. Ајде да видиме. Точно влегува до 300 евро. Ајде, Не сега. Чекај сега. Норвешка го кажеме. Не, Русија, значи Русија сигурно. Норвешка, Русија, Норвешка, Германијата стара. Западна Германија. Не, сигурно тие беа шампиони Лемго, да Мемго. да. Западна Германија. Одиме со тие. Одиме, да. Одиме, значи, ајде. Западна Германија. Западна Германија. Епа, 10 точен одговор. Русија. Русија. Русија со 2 светски титули, слободно можам да кажам дека 11 точен одговор. Но бидете внимателни да не би се да изгубиме. Значи кој ги имаме? Норвешка, Чехословачка, Маđарска, Полска. Словенци не знам дали играат. Словенци не игра на финале на светско првенство. Други земји нема тие што се вако. Што Грчка не, Турска не, Бугарија не. Чекај се слушай, Бугарија не. Од оваму тие Белгија, Холандија, тие Холандија се емоции со последно време добри. Португалците се тапа. Австриците тие не верувам да има некој Норвешка сега игра за 200 Норвешка, па Ајде, ќе за 200. размислуваме. За 200 Норвешка. Ќе размислуваме за другите. Ајде да видиме норвежаните кои што немаат ни една титула во светска во ракомет. Но Игра скоро. биле финалисти. Што значи уште еден точен одговор за вас двајцата и 200 евра се во ваши раце, но бидете внимателни, сега имаме што да изгубиме ако погрешиме. Нема Бразил игра на финале. Нема бе, бразилците нема добар ракомет. Бразилците нема, значи ти кажам кој може да биде. Добра одбека на плаж има. Чехословаците на времето има многу добар, имаат и шампиони на време тие Дукла на Европа. Тие може да играле. Може да играле пољаците и мачарите. Ако сакаш да прекинеме, ако сакаш да идеме да ги изгубиме. Ајде, што правиме? Не знам што да правиме. Кажи ти. Доста се 200 евра. Па доста се да не го Чекај, уште една минута да размислиме. Значи кој може? Португалија Не бе- сигурно. Исландјани не знам дали. Нема играат. играј ги овие. Австрија, Чехословачка игра. добро. Која кажа? Полска. Полска и Полска Унгарија. секад има добар. Маđари секад има добар. Ајде бе тие три цепа. А Исланд? Не бе Исланд, батали го Не Исланд. игра едно време? се поназад. За да може да ти ги Иди со Со Стефансон не игра едно време финале? кој? Не знам за Исланд. Не знам. Што правиме? Ајде бе Чехословачка игра. Саш 200 евра или на 300? Абе игра на 300 шо. Ајде. Ако ги изгубиме, ако ги изгубиме, утре пак ќе дојде. Марче ќе го тепаме. Утре пак ќе дојде. шо. Нема да се Ајде, утре пак ќе да така кажи. Чехословачка. Чехословачка република која што повеќе не постоја таму 90-тите која ќе му дојде. Пред 90-те. Пред 80-тите, да, 90-те ни Југославија се Так, спиони двоепе. Од тоа се родија потоа две, Чешка и Словачка. да, Чешка и Словачка. А Чехословачка низ своето постоење се закитила со титула светска во ракомет, што значи 13 точен одговор за вас. Унгарија толку време мора да има. Унгарија, мора. Унгарија или Маđарска. Унгарија се понаша. Унгарија. На македонски јазик. Кој е сега македонски? Унгарија? Унгарија. Сега да видиме вака. Кажавме Да, значи кога играше. Шпанија, Шведска, Чехословач, на чекај на М, Маđарска вака да не ги се пише не нешто. Не Уругвај. Има бре, не ме гледате така, ето че, ајде, леле, прпензија. 3 секунди. Кај бе Уругвај? Од кај го извади? Унгарија точно. Уругвај нема игра никад. Полска. Да, прва ни тек. Полска. И Полска. Ајде да видиме Полска. Со тие Биелски со на времето. Има полска ракомет. Има ракомет. Полска, да, има добар ракомет. Знам дека и на европско супер се покажувале, не знам за на И светско. они се носи во некоја криза, ама смена на генерација имат. Мора да играле. Не мора да има титула на времето. Точен одговор, 15 за вас двајцата. Полска, 15
точен одговор. Така е, биле финалисти, никогаш нема титула освоено, но тоа не ни интересираше, доволно беше да бидат во оваа елитна група на финалисти во светско првенство. Браво за вас двајцата, на моје огромно задоволство ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. До тогаш не ми останете во добро здравје. Алце, дали подсетете се што како? Не треба ништо. Ќе ви речев да учите до сега. Што се? Се не влегува во глава ништо. А дали знаете уште кои две се Може репрезентации? Исланд? Не е Исланд. Само уште две има. Уште две само остануваат кои што, да, се на оваа листа. Се не знам, тие Русија на време беше тоа зеница на независни држави. Не, зборам за вака, еве, да не ве мачам, ги имаме само уште Источна Германија и Катар. Тоа се двете држави кои што не Катар беа. кога на време. Па немам која година, ама само финалисти, да. Во финали Тоа ги донесо французите. Да. Сега кога Со француска репрезентација кој ги има. Катар која се играше, игра финале. Уште еднаш браво за вас двајцата. Чест и задоволство. Со ова, драги гледачи, го завршуваме и денешното издание на квизот Листа за 300. Се надевам дека и на вас ви беше интересно како што ви беше и мене. Секако и во следното наше издание повторно ќе се дружиме со Јонци и со Бошко да видиме тогаш дали повторно ќе успеат да ни земат 300 евра. А до тогаш останете со програмата на телевизија Сител, останете ми во добро здравје и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао.